21-годишниот Нејмар, кој за 57 милиони евра од Сантос мина во Барселона, има проблеми со анемијата. Поради тоа Нејмар чувствува замор и не е во состојба да игра на очекуваното ниво. Нејмар има ниско ниво на хемоглобин, па лекарите му препишале посебна исхрана и витамински додатоци. Клупскиот лекар на Барселона, Рикард Пруна, изјави загриженост уште за време на задолжителните лекарски прегледи пред потпишувањето на договорот, бидејќи според него Нејмар со неговите 64 килограми е преслаб. Досегашниот фудбалер на Арсенал Жервиньо кариерата ќе ја продолжи во Рома, откако двата клуба ги договорија сите детали од трансферот. По лекарските прегледи, фудбалерот од брегот на слановата коска ќе потпише повеќегодишен договор со римската волчица. Арсенал ќе добија обештетување од 8 милиони евра. Многу сум среќен, ми се исполни сонот, изјави Жервиньо по доаѓањето во Рим. Пред Жервиньо, Рома во своите редове ги донесе хрватот Тим Једвај, Маикон, Морган Де Сантис, Кевин Стротман и Махди Бенатија и значително се засели во пресрет на новата сезона во италијанското калчо. Луѓето од ФИФА на чело со Сеп Блатер се припремаат да донесат ново правило за офсайд, со кое комплетно ќе ја променат иднината и изгледот на фудбалската игра. Сегашното правило јасно говори дека доколку во моментот на додавање противничкиот играч е најблиску до голот и се наоѓа пред дефанзивците, тогаш судијата сигнализира офсайд. Промената е доколку при моментот на додавање играчот кон кого е упатена топката е најблиску до голот, но топката биде допрена од дефанзивецот, тогаш ситуацијата е регуларна и нема да биде сигнализиран офсайд. Како ова правило ќе влијае на зголемување на ефикасноста не се знае, но сигурно ќе предизвика многу полемики. NBA играчот на Нью Йорк Никс Кармело Ентони изјави дека со годините времето за негова победа и усвојување на титулата во NBA лигата постепено истекува. Тој се наоѓа во најдобра форма во неговата кариера и сака што е можно поскоро да ја донесе титулата во Нью Йорк. Мојот прозорот се затвора, времето за титула истекува. Сакам да обезбедам титула за Никс и Нью Йорк што е можно поскоро, изјави Мело. Минатата година 29 годишниот Кармело Ентони беше еден од главните кандидати за наградата MVP, кога на 67 надпревари од регуларната сезона имаше во просек по 28,7 поени, 6,9 скока и 2,6 асистенции по надпревар.